Фала ти, мајко природа, што ваш мислава не е дојдела во училиште. Знаеш колку ме нервира? Само си мисли дека не за си да ја сакаат и си го пика носот кај што не треба. Еба денес нема да биде така. Мир, смири се на спокоен духу. Така Господа со сета љубов, јас вам ви се доверувам. Туку ајде заедно да појдеме. Што збориш бе ти? Ти ја поддржуваш? Го кажувам монологот на Хамлет. Вежбам за аудицијата. Да, може така. Слушај, нема да си кажала на за аудицијава, инаку ќе ти се налутам. Здраво на сите! Ништо, немаме среќа. Зашто немаме среќа? Ти дојде. Што ми дојде? Ти дојде редот за дежурање. Не, ја мислам дека сум следна редова. Девојче, не гледаш дека те зезам, значи ништо не сваќаш. Да. Добро. Луѓе, имате ли домашна математика? На наставничката знам сега и текна да проверува во сите оделенија. Јас немам. Не, јас си поставив правило, ја веќе домашни не пишувам. А кога па ти си имала домашна? И чекај, што ти е новото правило? Па вака, еден паметен субјект во просторијата, јас, одлучи дека во среда домашни нема да пишува. И фала ти на прашањето, Јоана. Јас имам домашна, ако наставничката си поставила правило дека на тие што си поставиле правила дека не пишуваат домашна, им стави единици. Па ако сакаш можам да ти дадам да препишеш. Сакам. Ха-ха. Живи смешки. Мислам дека можеме да ја кажеме, после севова. Што да ја кажеме? Нема што да ја кажеме. Дечки, поарно да си молчиме, да не кажеме на ништо на наставничката и така секи испадне како што треба. Да, значи слушајте, ако и кажете на она за таа работа, ќе ви се налутам и на двете. За оваа работа или за онаа работа? За онаа работа. Дечки, поарно молчете и за оваа и за онаа работа. Знаете, молчењето е злато. Ама дедо ми има кажано дека има работи за кои се зборува, работи за кои не се зборува. Дедо ти е многу паметен. И сега ќе ми ја даш домашната? Па ете ти ја. И за тие работи што дедо ти вели дека може да се зборуваат. Тинтри Минтри ќе прави аудиција. Ќе може да глумиме, да пееме. Јас секако ќе одам. Ако сакате може да седиме после часови, како не знам да направиме некој скеч заедно или да се спремиме да идеме заедно. Добро, а ти од кај знаеш за тоа? Па видов постер, знаеш што е сигурна работа.